Вистинските бранители на македонштината, поголеми дури и од основоположниците на тој концепт во посткомунизмот, имаат сериозна програмско-медиумско-политичка стратегија за која на секој начин се обидуваат да го уништат референдумското предавство на идеалите. Нивната моќ на убедување е толку голема што предизвикува запрепастување дури и кај некогашните фронтмени на битката за самобитност и ослободување од туѓите јареми. Кога ќе погледнете концептот на нивната телевизија, имате прво филм Битката на Неретва, па имате вести во кои ни кажуваат колку се многу патриоти, па после имате Кото тамо пева, па повторно имате информативна емисија кај што повторно ни кажуваат колку се патриоти и на крајот завршуваат повторно со некој филм од типот Девачки мост или не знам што. Поранешните пак приврзаници на таа идеолошка матрица кои се воодушевуваа на оваа филмска продукција. Својот патриотизам во модерните времиња го темелат на Холивуд и на виновникот за прераснувањето на каратето во филозофија, најавувајќи дека ќе го уништат плебисцитот со брзи удари, карактеристични за стратегијата на иконата на оваа вештина. Во 1971 година ја промовираше Брус Ли, а се вика пријателу биди вода. Ние ја презедовме и рековме граѓанину биди вода. Срамота! Срамота! Освен голата, во кампањата не се измислува некоја топла вода, па екс-поклониците на концептот за ефикасна изолација и подоцна екстерминација на предавничката политичка компонента. Кревајќи раце од неа се вртат на кај Индија и активираат својата нова револуционерна активност, укажувајќи дека само таа е опасна за постапките на вероломната хунта. Огромен проблем за нив е бојкотот на граѓанството, кој е оправдан, кој е единствен начин на борба, значи еден гандизам, една пасивна резистенција, самоставена во рамките на овој систем. Некои пак се обидуваат да го деконструираат тој систем постојано, пронаоѓајќи правни мини кои експлозивно и ги предочуваат на јавност. Нивниот начин може да има оправдување бидејќи ги разобличува слабостите, но единствено ако немаат адекватен ривал, кој ќе ги соочи со непотврдената супериорност и јуристичка надмоќ искомбинирана со неконтролираната надменост. Не дали, да се прифати. добро, вие сме, ама добро. Зашто вие да мислите дека вие сте тој што треба да биде најпаметен? Не мислам па, така. Зашто тогаш ми велите дека не? Па не треба да се прифати. Ама тоа кажам вие став, мислите. дека не треба. Има и такви кои не ги ни засега што другите мислат, оти ними е најважно да го кажат тоа што го наумиле. Иако ниту оние на кои им се обраќаат не само што не ги слушаат, туку им фаќаат сеир, оптоварени со малиганите без кои оваа реторика не би можела ниту да биде чуена. Ама вие го слушавте говорот. Што мислите? Значи да кажемо, ти не сум расположен за друга, оставя моментално за чека. И на крајот, за тоа каква е навистина состојбата откако ќе се слушаат сите говори. Maybe we can now close the door and leave it closed, okay? I think you have heard the reason. Maybe there's an opportunity to close it and to lock it. Тој што сака да ја фати кваката, ќе успее да влезе пред клучот повторно да биде ставен во бравата. На останатите им останува можноста да продолжат да ѕиркаат низ клучалката.